Честите промени на временските услови и намалувањето на температурите влијаат врз здравјето на луѓето и дополнително ја влошуваат состојбата кај хронично болните. Граѓаните најмногу се жалат на респираторни проблеми, а најголем број од пациентите се децата од предучилишна возраст, вели доктор Светлана Трифуновска, специјалист по семејна медицина. Пациентите најчесто ни се јавуваат со некакви респираторни инфекции, најголемиот број, ни дека нема и друга патологија. Исто така малку и кардиоваскуларните болести ни се во зголемен број, затоа што се менува атмосферскиот притисок, температурата, па тоа допринесува за покачување на притисокот и исто така и за другите пропратни кардиоваскуларни состојби. Многу имаме пораст на најмалата група, највулнерабилна, најосетлива група ни се децата од градинките обично, што престојуваат во градинки, помалите дечиња до првата година, најчесто, мада има зголемен број кај повозрастните, со респираторни инфекции, повозрастните имаат и страдања од кардиоваскуларните заболувања, значи таргетот група се повеќе веќе овој период и обично пациентите што се како ризична група, односно што страдаат од астма и хронични срцеви заболувања. Овој период се уште нема регистрирано случаи на грип. Доктор Трифуновска со апел до граѓаните, доколку почувствуваат некои од симптомите, да не земаат лекови на своја рака и веднаш да се обратат на лекар за соодветен третман. Предстоеше еден период на вакцинација, тој период си помина, сите пациенти се збринати, барем од нашата амбуланта сите се на време обавестени, вакцинирани се. Грипот као грип не постои, но сепак постојат вирусните инфекции, што доведуваат до настинки и други полесни респираторни инфекции. Најчести симптоми овој период се јавуваат пациентите со течење на нос, со затнат нос, со некој секрет што се слива по епифарингсот, со затнати уши, температура као посебен ентитет, болење на грло, кашлицата ни се јавува као пропратен симптом. Сега зависи, ние си ги класифицираме пациентите по групи, знаете и сами, затоа е многу битно секој пациент да се јави на лекар, не сам да ја третира болеста, затоа што пациентите многу често знаат да посегнуваат сами по антибиотици, значи најголемата грешка се прави на тоа ниво. Знаете, тука е дозволено да се купуваат во аптеки антибиотици, во западниот свет тоа е забрането. Заради тоа се создава една резистенција на антибиотиците, последниот пат тој антибиотик не делува или кога ни треба, кога имаме некоја тешка инфекција, уништен е имунитетот на пациентот и не можеме да се избориме. Значи, апелирам пациентите да се јават на лекар, да се утврди точната состојба, дали е вироза, дали е некоја посериозна болест и према тоа секој лекар да се изреагира, да се напише соодветна терапија. Во пресрет на студените снежни денови на граѓаните им се препорачува да носат топла облека и редовно да земаат витамини за да се заштитат од можни настинки.